Вака кој ти ми текне кога си ја зема сликата. Што ме подсетуваше на голема Македонија, на таа хартата, ама не е било, ова гледај, не личи така. Ти личите бе на... А и вие сте биле тука. Добро утро. Кога сте веќе тука, да ви кажем добро утро, за некого може и е добар ден, во зависност од тоа кога стана во текот на денешниот ден. Меѓутоа сите сте тука на време, станати и спремни за да гледаме шопска шоу со Томче. А бидејќи е сабота, ден кој што е убав и прекрасен, релаксирано, лабавен ден денеска. А згора на тоа, ако знаеме дека оваа недела е страдална недела, односно недела кај што го имаме велики четврток, велики петок, велика сабота, вие веќе сте испостиле и денеска луѓето отишле од Сабајле, брзале во црква, се причестиле. За сите оние што се причестили или што успеале да се причестат и доште на време дома за да гледаат шопска шоу со Томче, тогаш на здравје нека ви ја причести, но оние што не гледаат сега нека му на здравје причеста. Вие ќе погледнете посета на YouTube, ќе проверите, нели? И ако правиме муабет за ѕидот на славните тука, јас разговарав со господинот Трамп и меѓу другото сакам да ви кажам дека во наредниот период треба да бидете фраери, односно да ги искористите двете најголеми можности кои што се пружаат. А тоа е првата. Застануваш и сега можеш да ја дадеш до знаење на женската твоја, на другарка ти од средно, или пак на со кој што се дружите, да ја дадеш до знаење дека стварно ти е гајле за незе, како, на кој начин, кој е гестот. Ставаш гориво од тоа скапото и се викаш, маче, ја ќе те возам плюс уште еден круг низ мало, ќе шетаме до онаму, до подалеку и ќе седнеме да каснеме нешто. И она после тоа вика, види, овој стварно мисли на мене, стварно ме сака, гледај, троши од ми скапото гориво, троши ме шета, не е тоа, значи тој гест. И втората работа е што можете да земете и да си дадете изговор за сите некои што треба, значи си качил килажа, не сега да одма на мене да посочувате, не е точно, камера додава. Јас само да ви објаснам. Колку додава, не може толку додава, цело време додава, значи не одзема, додава. И кој ти вели доктор ти ви препорача, знаеш дека треба малку поќе да се движиш, да шеташ, ќе па да бе са. Горивото е скапо. Кој сега ќе земи и ќе вози кола. Ај докторот ми рече да си шетам поќе пешки и така. И така, лека по лека. А кога станува збор за шопска шоу со Томче, јас и ово утро ќе ве поканам да бидете дел од едно фантастично и неверојатно доживување, затоа што празнично, уште денес, се извинам, уште денес трае до крајот на денот Велигденскиот пост и во 12 часот, нели, кога ќе отчука 12 часот, ќе почекаме до Стефан да не поздрави со најубавиот поздрав кој што може да се случи периодов. После Христос се роди, ово е Христос воскресна и сите одговараме со вистина воскресна и се кршиме со јајциња и веднаш после тоа се случува оној убав момент кај што сите кои што постеле се едноставно се радува, се шири радосната вест дека Христос воскресна и така натаму и после тоа подираат сите на мрсно, следна недела пепел се прават сите. И кога сме веќе кај нели убави јадење, убави вкусови, убави работи, јас веднаш ќе ви кажам, немој да мислите дека оваа недела немам спремно, односно оваа сабота, овој викенд, дека немам спремно нешто специјално подготвено за вас, а тоа е во центарот на градот Скопје. Има една фантастична сендвичара која што ја имам откриено сосема случајно и преку Наташа, која што му е сестра на Никола, преку Никола, сестра му на Наташа, па се омажила со Бојан, па Бојан, Бојан бил готвач, шеф од времето, и он земал, отворил сендвичара. Сендвичарата се вика Урбан Залак и е во трговскиот центар Буњаковец на први спрат. Па да видиме колегата Томче кој што беше прекрасен, фантастичен тамо, што направи, како си поминавме и како оваа гастрономска авантура нели почна и како заврши, а се разбери да слушнете информации од тоа што може да видите и каде може да прошетате, доколку не знаете. Има многу луѓе што не знаат во центарот на градот Скопје кои се знаменитостите што може да ги видите. Продолжите вие со емисијата, ја ќе си продолжам да се евоцирам спомени тука со Синди која се сликавме, тука со Моника. Така бе, тоа се, кој ќе се сликаш, што е.
Здраво, мили драги мои, како се, дали се чувствувате добро? Јас сум прекрасно, уште едно убаво, урбано, културно издание на Шопска шоу со Томчи таму од центарот на градот. Ако ви кажам дека се наоѓам во Скопје, нема да ми поверувате. Ама почнаме да ги истражуваме деловите од Македонија што се интересни, што се убави, па полека да дојдеме и до една урбана културна приказна во градот Скопје, која што е близу самиот центар, непосредно самиот центар на градот Скопје, значи на 100-200 метри од соборниот храм, на 50 метри преку уличка тука е Универзитетската библиотека Браќа Миладиновци и веднаш спроти пазарчето Буњаковец, значи каде се наоѓаме? Се наоѓаме во Буњаковец, трговскиот токму така. И јас сум на првиот спрат, зашто? Затоа што полека мирисот на убава, сочна храна, на убаво подготвени сендвичи, хамбургери, а има ли нешто што се вика поташ, што ми заголицка викам, што е тоа поташ? Викам, дали е тоа некоја кашичка за возрастни, дали е тоа нешто, не знам. И викам, дај да дознаеме за што станува збор и да не седиме гладни, како и секој пат спремни, расположени, дури јас видете што си носам, значи спремен сум, екипиран, носам за посебно. Се! И идеме местото Урбан Залак, центарот на градот Скопје и да дознаеме со што ќе не пречекаат како домаќини и со што ќе не нагостат, каде е најдобриот доручек во градот Скопје близу центарот. Ајде, Наташа ме чека. Здраво, Наташа, како си? Одлично, баш ми е било дека е така. Урбан Залак е вашето место, односно местото кај што Боцин си опуштено, значи опуштено така. Сак. Да. Мили драги мои, како што може да видите, значи во Урбан Залак и сме тука не за да боцнеме нешто опуштено, пред да се боцне нешто опуштено, мора да поразговараме и како се говори тука од мојата десна страна го имам Бојан Пеевски, кој што ќе ми ја раскаже приказната на Урбан Залак. Добар ден, Бојан, и добро дојде во Шопска шоу и ние добро дојдовме кај тебе во твоето мало царство, што би рекол јас. Здраво, Томче. Добро те. Добро ве најдов. Така исто ја добро те најдов. Кажи ми, мене се приказнава за Урбан Залак. Од кога започна целата таа работа и како успеа да се дојде од некаква идеја до реализација на нештото? Идејата е веќе подолго време. Да. Циркулира во главата. Да. И од неодамна сме иначе отворени, значи неколку месеци сме, 5-6 месеци. Да. Сега дојде до некоја можност на таа реализација, иначе таа идеја е склоп од моите претходни искуства, каде што сум работел на повеќе места во Скопје. Така, како угостител, односно да, јас сум готвач по професија. Да, во кујна. Значи тебе те обожаваат сите малото горе-долу од женскиот пол, од понежниот пол, затоа што малото нема потреба она да готви нешто да прави, малото да вика лава во Бојане, тука он ќе спреми, он ќе направи. Добро, кажи ми вака сега, дали Мабетов поделени се работите по дома? Ти готвиш, другите ги мијат садовите или Мабетов и ти си не, готвиш? све е заеднички. Све заеднички. Да, они ништо не прават, ти се работиш. После тоа се менјате. Ти се работиш, они ништо не прават. Така. Кажи ми, Урбан Залак е, викаш, идеја што циркулира подолго време. Колку време се размислуваше и како започна се тоа? Си работел на неколку места, го имаш искуството како готвач и седиш и кажеш, би било убаво да отворам ја нешто свое, нешто што би било мое лично, нешто што би ме представувало и презентирало мене и моите идеи да дојдат до реализација. Точно. Прилика некој можеби 7-8 години оваа идеја веќе циркулира, да. Браво. Сега целта беше цело искуство што го имам, како што идеа годините, да се склопи некоја, значи да се направи некој склоп и да се формира ова. Како идеја. Јасно. Кога станува збор за Урбан Залак, вие сте сместени спроти Универзитетската библиотека Браќа Миладиновци и сте, што се вика, на 100 метри од самиот центар на градот Скопје. Значи, по-урбано, место кај што можеш да... Центарско нема. Ме интересира мене, ако станува збор за Урбан Залак и за нешто што треба да се најде на менито. Како го дефиниравте што е тоа што ќе го има на мени и што е тоа што
прво го размислуваш кога стана збор за што му се допаднало на луѓето од центар, на студенти од Градежен, мораш да ги размислиш на сите тие работи, на пазарџиеве од Буњаковец, на луѓето што се тука од водовод, од пунктот, овие што се на паркинзи, што доаѓаат тука. Значи, има разни понуди, меѓутоа твојата е во моментов Маметов е најинтересна и наједноставно Маметов го привлекува вниманието, затоа што со самото поминување тука не можеш да го утнеш знакот Урбан Залак и автоматски ти провоцират и иницијална каписа ти прави чекај Урбан Залак, што има да се касне таму, јас берем сум таков любопитен да идам да видам викам што е, како е, што и така дојди до нашата соработка. Како реши што ќе има на мени? Значи менито е склоп за повеќе типови на луѓе да можат да го живеат, нели? Да се најдат. Тоа што ги наброја, нели, од вработените, од студентите, за секој по нешто има. Так. Има мезиња за да се босне со пиво, има доручеци, има ручеци, има потажи, секакви работи. Да, ме го видов ја тоа поташ, Маметов. Седам за станом, викам има поташ. Што е поташ? Објасни ми. Поташ е накратко како крем цупа од зеленчук. Крем цупа од зеленчук. Да, може да биде од било каков зеленчук. Тоа посебно сега е стајано за луѓето што постат. Да, значи Маметов за време на целиве пости вие го имавте во вашето мени како потажот како постно јадење, за оние што постат, значи добро се става зејтин во него. Се става, али нема ништо, нели, мрсно, нема месо. Не, јасно, меѓутоа тие што постат на пример да речеме без зејтин, такво нема такво. Имаме на пример врап со зеленчук без зејтин. Може има и таква опција за нив. Ете, значи Маметов има тие што постат, значи оваа последнава недела што беше страстена недела целата, значи најстрогата недела во Великденскиот пост. Значи може луѓе да дојдат и без зејтин да каснат нешто, точно, може има и за нив, има и за нив. Да. Дали во текот на целите пости или дали размислувате на нешто што би било тематско во одреден период од годината што е поинтересно такво нешто да се прави. Например, еве сега Великденските пости се да направиме постно мени. Маметов да го понудиме освен овие две работи, значи да му направиш постно мени. Дојде од Сабајле, пие едно кафенце, мало поташче, Маметов еве ти лепче тука, Маметов подпече ако нас хара и Маметов опет ти едно мени кое што би ги привлекло луѓе кои што постат. Тоа Маметов после тоа што викаш пилешко мезе, тука што мезенце убаво пилешко со помфритче, со кобасички, со кашкава, тоа е така. За со пиво за кој ќе биде сега нели светското првенство оваа година. Така. Значи тука сега треба да еве го, едниот екран, другиот екран, значи тука ќе се најва страстно, ќе се будат, да може да си боснат, да се живеат во фудбал. Мене ме интересира сега, прочитав тука млечка, блачка, блага, овошка, меско, млечко, блакче, се залаче, носталгија, Урбан Залак. За прво кој е кумот? Кој ги даде сите овие имиња и втора работа е што секој од овие јадења во себе носи. Значи вака, кумот сум јас и жена ми заедно ги смислувавме имињата. Така. Ова се значи комбинација, да речеме фурнарина Урбан Залак. Така. Не е класична фурнарина, значи не е сува, а не е ни пица. Како пица е, со домашен намаз ние го правиме со неколку вида сувомеснато, со кашкавал, подпечено во фурна. Имаме неколку врсти од нив. Така. Исто така, ова што го спомна меско, млечко, тоа се тостовите. Така. Со салама, Така, меско, значи нема салама, него има 3 вида сувомеснато, баш премиум производи се тоа. Па затоа Говецка пршута, свински врат, така, побогат тост е тоа, со кашкавал, нормално, а млечко е со 4 вида млечни производи. Значи павлака, моцарела, кашкавал. Јас ќе го викам кватро стажоне. Така, кватро формаджи. Да, ја малку цело време тоа ми е кватро стажоне, ми е за сите. Супер. Урбан појадок има врап тука гледам. Колку производи во моментот имате на вашето мени, односно колку производи во моментов нудите на оние сите што ќе гледаат емисија, веќе што чекаат да дојдеме да видиме Урбан Залак. Така, имаме моментално околу 20 на производи за храна, значи за јадење. Со тоа што нели како што иде времето ќе се проширува асортиманот на производи. Ќе учиме што сакаат луѓето и ако дојде некој еве се јас постално го поставам прашањето кај угостителиве, кај луѓето што се занимаваат со угостителство, ако дојде некој и рече слушај јас сакам да ми направите
обожавам, значи пржени лепчиња од сабајле со јајца да ми направите молотов или да ми направите некаква комбинација, бе, пржени лепчиња, ама нешто додај твое направи некако шмек, сврти го, да биде француско ала лепче, млечка, така. тосче нешто. Дали би му удоволиле на луѓето, би му изиграло пресед? Види, вообичаено не се прават некои отставки од мене, и тоа никаде, на никое место, меѓутоа, нели, зависи од човекот, зависи од пристапот на човекот, така да не е проблем и да се направи. Ако бидат фини, ако бидат пристојни, културни, ќе ги служи. Точно Ако не така. бидат, може... Ако бидат урбани луѓе, ќе добијат ако урбан бидат појадок. градски луѓе, фини, културни, може. Така. Така. Јас би отвел да речеме, баш за појадок, тортилја протеинка. Добро. Тоа е доста, нели, богата, убава, со суломесното, со кашкавал, може Супер. да направиме таа да се проба. Би одбил, нели, да се проба потажот сепак. Да се види Обавезно нешто личи потажот, како затоа што изгледа денеска тоа, е така, последниот ден од постот, мора да го пробаме потажот, Така, да му покажеме дека и ние постиме, не сме ние само мрсњаци, не сме само ние луѓе што јадеме месо, ама посепа постот може комотно да се Да, може и нешто замрси. исто така и мрсно да направиме. Така. Например, имаме многу убави бургери, Добро. класични бургери и пилешки бургери. Може по еден од тоа да направиме. Нема проблем. Да се проба, да се види. Класичен пилешки, протеинка и Потаж. Потаж. Може и едно тостче благо да направиме блачко, да се Блачко. види чисто дека го има Блаче. опција. Тоа е- За луѓе што сакаат да се заблажат после обилен оброк. Блак тост. си ме погодил, бајат си ме погодил тука. Баш ми е мило. Блачко бе, кој неке блачко? Блачко па тостче. Комбинација тост со блачко. Бра, готово. Јас би ти заблагодарил за разговорот. Фала и Сите на што тебе. сакаат да те најдат, значи може на Инстаграм да те најдат Урбан Залак. На Инстаграм, на Фејсбук, На Facebook секаде има, сега ќе го има и кај нас на страната на Facebook Шопска шоу со Томче. Ќе има и рилсови, ќе има све да видите, доколку сте решени, црсто решени, сакате да дојдете, значи спроти буњако е спазачот, одма тука на први спрат. Урбан Залак, што да ви кажам. И сега почна мене да ми тера лигија, значи треба да се спрема храната, Така треба е. да се треба да се дегустира. Јас би, кажи ми само мене, ти си главниот во кујна што ги средаш Да, сите јас работи. ги правам работи. Така, тогаш да еден апел до тебе, ако може да ги подготвиш сите овие работи за да може да ги дегустираме, да Нема го презентираме проблем. на сите нешто не Нема гледаат. проблем. Во најбоја светло што е тоа што тука може да го доручкуваат сите оние урбани луѓе кои што ќе дојдат и ќе посетат. Секако. Ти благодарам, Бојан Благодарам Шендешка, на вас. и вие нема да бегате нигде затоа што Шопска шоу со Томче продолжува, а ние следно што следи неколку инсерти и веднаш после тоа дегустација на овие прекрасни работи. Се отажот ќе видиме, ама други работи сигурно сум дека ќе бидат прекрасни. Одлично, одлично, браво. Мили драги мои, дојде моментот на големата дегустација. Сега само чекаме да ми донесат. Бојан, браво, 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 воодушевен. Как хубаво мириса. Прекрасно, благодарам, благодарам. Благодарам вам, претпоставам дека ова не е се има уште нешто. Има уште нешто? Има, зна. Токму така. Токму така, благодарам. Благодарам. Ајте го потажот, со потажот ќе почнеме, дај го прв. Со потажот ќе почнеме, затоа што со чорба се почнува секој пат, нели? И благодарам. Сега ќе ти дајме прибор. Така, и дали може и ракавички да добијам јас? Што го мириса. Што го мириса ова. Ова е со пилешко, ова се гледа дека е со плескавичко, ова е направено. Погледнете колку убаво изгледа. Погледнете, не дека нема да исечам да ви покажам. Видите, гледате. Значи овие се од тие убавите копипчиња. Зачинето. Еве да го видите и ова што е пилешкото тука како убаво направено. Овие ракавици. Ти благодарам. Ете, една ракавичка. Благодарам многу. На здравје. Благодарам, здравје да имаш. А сега, мили драги мои, проѓаме кон главната дегустација на тоа што се вика Урбан Залак во центарот на градот Скопје, во трговскиот Буњаковец, да видиме кои се јадењата што тука сега ќе ни го исполнат доручекот, односно ќе можеме да ви ги презентираме како предлог доручек, а ќе го исполнат нашите мешлоци и нашите очекувања и се разбира
да дегустираме на начин на кој што тоа заслужува да биде дегустирано и пренесено како вкус. Прво идеме со потажот, еве го. Потажот, како што кажа, значи Бојан, тоа е кремаста супа од различен тип на зеленчук може да биде направена. Ова е направена од грашок, од црвена леќа, мојата омилена леќата. Најмногу ја сакам на цел свет. Дури и 2 пати дневно некој пат знам да јадам леќа, затоа што ми е омилена. Многу убаво. Многу убав на вкус. Доколку сте човек кој што сака вегетаријански работи, доколку сте човек кој што пази на линија, доколку сте човек кој што внимава и едноставно сака да ужива во зеленчукови супи или кремасти супи кои што едноставно да го започнеш денот што се вика со мала доза на како инфузија, за да ти стартува денот како што треба, токму вистинскиот избор. Отпечено лепче како што треба, мацнеш. Фантастично. Ја поубав поташ не сум јадол. Иако ми овој прв, меѓутоа прв поубав поташ не сум јадол. Може ќе јадам на друго место, па ќе ви кажем како е во споредба со овој, меѓутоа сега за сега. Број 1. Одлично. За тие што постат, ете ви поташ. Сега за тие што мрсат, да се префрлиме одма на ова се вика, ова е наменито тортилја протеинка или ова е тортилја протеинка? Ова е тортилја протеинка, а ова е фурнарина. Фурнарина урбан залак. Ова е тоа, така? Да, ова е фурнарината, ова е протеин. Така е, да не се збуниме, значи фурнарина урбан залак, значи да идеме како е. Боки ќе ми напречи задоволство, повели. Благодарам. Да направиме едно живели, да му покажеме на луѓето дека може да се наздрави и со убав залак. На здравје, прави. Уживање. Фантастично. Прекрасно. Ама сега, мили драги мои, дај оној моментот, тарарарам, табам, каде што ги презентираме кралот и кралицата. Сега кралицата на хамбургерите, или тоа што ја тука би го прогласил за кралица, е хамбургер со пилешка плескавица и најде десерто. токму така. Ова е, значи, што и да ви кажам, нема да ми верувате. Погледнете. Погледнете колку убава сочна плескавица со пилешко месо. Гледате кашкавалчето како се тегне, значи. Ова е посебно уживање. Нели? Па гледате домашен сос направен, па плескавичка, па меко лепче, па со сусам, па гледате како што ќе направите она. Стиснеш малци и течат сите сокови, сите работи со сите мишени како што треба. Ова на дополнето со помфритче, фантазија. Од сабајле немам ништо јаден, ова ми е први доручек, така да морам да ви кажам дека ме воодушевува. И сега, ако речеме дека кралицата ја удостоивме, сега да идеме кралот на сите хамбургери. Еве, погледнете го. Вкусен, убав залак. Значи, не е урбан залак, не е вкусен залак. Ова е превкусен залак, значи, мерак. Секој залак се топи. Медовина. Хамбургерот е вистински погодоб за љубители на месо како што сум јас, за луѓе кои што си сакаат убав хамбургер, на дополнето со сосот домашен. Ова претпоставам дека е комбинација на месо која што си ја прави Мелена, месо која што си ја прави и се подготвува Бојан сам, за да може вака да изгледа убав хамбургер
И ова е хамбургер со плескавица од 500 грама, 550, може и 600 грама, зашто е огромна плескавицата. Значи ово доаѓате тука, порачувате 2-3 јадења заедно со другарите и ги делите, не може сам да го изедеш ова. Многу убаво. Видиме како иде со конфрича. Нема, јас знам друга комбинација му напам. Кафе. Знам дека сум глом, ама со овакво јадење па и многу ми е гај. Тоа е вкусно. Мера. Фантастично. Фантастично. Меѓутоа, ме знаете мене, односно полека ќе се запознаеме. Може не ме знаете, меѓутоа јас му давам приоритет секој пат на месото, а веднаш после тоа посубавиот залат, меснат, идеме на благо, за да се смириме душичката, да дојде на хармонија да завладе и сето тоа да го почне денот како што треба. Да не може никој да те не расположи, да не може никој да те растажи, да не може никој да ти го онади денот во негативен правец, во негативна кона. Се да биде радосно, весело и среќно. Значи да бидете среќни, да бидете весели, да имате убав, прекрасен ден. Ова е местото и локацијата од каде што го почнувате ден. За крај сега само да направиме една ротација тука, да може да сместиме се и да завршиме со благото. А благото тука личи, фантазија, фантастично. Ево тука ножето, тука работите. Нате нова се додава соло дозгора. Се шегувам, не се додава ништо. Ова гледајте како хубаво направено. Значи ова ви е тост, комбинација помеѓу тост, ама блачко тост. Тост со блачко, и тука има нутела, има крем, гледајте, видете кремот каков е направен. Па ова тука. Како што викаше една македонска представа, во која женски оркестар на времето многу ја емитуваа. И има една позната реплика од таа представа, вика: "Пусти ме, очи не говоре." Така и вие гледајте и уживајте. Бојан, лайк. Сервирањето прекрасно, преубаво, една голема петка, потажа од петка, карлицата, хамбургер со пилешко месо петка, хамбургер со нормална плескавица петка, протеинката врв петка заедно со фунаринките. Ама ако можам да дадам стотка од петка, ја ќе дадам за ова што ме погоди блачкото тука малце полево од срцето. Направено со нутела, направено со плазма, па тостирано, одозгора со ова што е со крем. Тој нема што да ви кажам. Џабе ти ви зборам, во ова се ужива. Тука да сакаш да дојдеш и да си излезеш гладен, не иде таа работа, не иде. И после тоа ќе стаиш некој кило. Јас само да ми кажам, имав една диета, меѓутоа не беше доволна, па си земав уште една. Не ме најадуваше една диета. Така.
мили драги мои, а сега следи оној дел каде што ќе презентираме неколку информации поврзани со знаменитостите во центарот на градот Скопје, за да има каде да ги потрошите сите оние калории кои што ги добивте кркајќи од прекрасните сендвичи тука и хамбургери од менито на вашиот избор од менито на Урбан Залак. Па да дознаеме сега каде можеме да прошетаме во центарот на градот Скопје. Значи прва работа која што би ви ја посочила за да отидете е Соборниот храм што е на 200 до 300 метри од Урбан Залак во правец кон центарот на градот Скопје. Веднаш после тоа имате информација за Diamond Mall да го посетите, што е во непосредна близина тука, како еден од трговските кои што се поинтересни, кои што може да ги посетите во центарот на градот Скопје. Меѓутоа да не заборавите, имаме и прекрасен музеј кој што е на местото на старата железничка станица во Скопје, која што 63-та година со земјотресот била едноставно погодена и од тогаш па наваму функционира како музеј на град Скопје, кој што може да го посетите и да видите кои се дел од изложбите и оние работи кои што се како поставка поставени во како музејски експонати во просториите на музеот на град Скопје. Меѓутоа имаме и други информации за вас. Скопското Кале, тврдина над градот со одличен поглед, историско место од византиско време, совршено за фотографии. Спомен куќата е тука на Мајка Тереза, музеј посветен на Мајка Тереза, родена во Скопје, мирно и инспиративно место во центарот. А се разбира сега во поново време е отворена и Свети Константин и Елена црквата која што е во центарот на градот Скопје, на самата улица Македонија. Па доколку сте во можност, посетете го и тоа. Ова се само неколку од работите кои што имав да ви ги кажам и да ви ги посочам, што може да ги посетите и да ги видите во центарот на градот Скопје, шетајќи и запознавајќи ја нашата прекрасна убава татковина Мајка Македонија, посебно шетајќи низ центарот на главниот град Скопје. Толку за сега, а вие доколку продолжите да напратите ќе да знаете и нови информации, ќе добиете и нови информации и ќе да знаете нови места кои што може да ги посетите во вашите гастрономски авантури. Се гледаме. Чао. Мили драги мои, после вака прекрасна и убава репортажа, односно прекрасен и убаво направен материјал каде што колегата Томче го видовме како си ги омрси брковите, како е едниот сендвич, вториот сендвич, третиот сендвич, едниот тост, вториот тост, третиот тост, па имаше и тост блак, па имаше и протеинка тамо направена, имаше фурнаринки, па имаше тортилја протеинка направена. Значи, алал да му е, прстите вака, сите ги излижа. И сега, тоа само што ви наговестува? Ви наговестува дека уште малку да се стрпат сите оние кои што постат, бидејќи утрото вака и така ќе помине, полека, ја постам уште, ја подоцна ќе идам на причест, да знаете, значи мога да подоцна, нека заврши емисијата и веднаш после тоа си идам на причест, да се причестам затоа што сум си постил јас. Умен сум бил годинава, И така, и сакам да ви кажам дека со само тоа немој да мислите дека ве на некој начин провоцираме, туку напротив, едноставно ви покажуваме каде можете во текот на утрешниот ден или веќе од понеделник да отидете и да се нагостите, односно сето она кое што сте си го скратиле изминатиот период и не сте можеле да го вкусите, да го пробате, па ете ви, јас бев за вас. Се жртвував, ја до таму можам, моето е до пола па да ви покажам каде и да пробам. Да ви кажем колку е вкусно. Вие натаму треба сами да отидете и да си каснете и вие, па после тоа на Facebook и на Instagram и на YouTube да пишете дали се вистински работите што и коментирам. Јас ве предизвикувам дека да го направите тоа, затоа што верувате дека секоја работа што ја пробувам и секој вкус што ви го пренесувам не е туку така кажано. Сето тоа е доживено на лице место, сето тоа е вкусено на лице место и сето тоа за мене оставило таков впечаток. Ако не се согласувате, не викам дека мора да се согласувате, меѓутоа ако не се согласувате, дајте друг коментар, нели? Искоментирајте. Сум бил повкусно ова, повеќе ми се допаѓа ова, повеќе ми се допаѓа ова, зашто не отидеш таму да пробаш овде, овде е направена пасрамајката многу убаво, овде месото е направено и така натаму. За вкусови не се дискутира, не се разговара, меѓутоа можеме да дискутираме. Така? Па може ќе се најдеме некаде заедно. Јас знам што најмногу ви се допаѓа на сите и знам зашто ќе се сложиме сите. Седеме ни на софра. Шопската е првото што го порачуваме. Абе шопска. Затоа и шопска шоу, затоа и шоу. Со сите ништо никако што треба. Па, мили драги мои, после вака исцрпна репортажа и вака убаво покажен материјал, што како помина колегата Томче на терен, можам само да ви кажам, моја препорака
посетете го Урбан Залак, можете си најдете нешто што вас ќе ви се допадне, може некој од сендвичите кој што мене ме најадо или направи да се чувствам убаво, може нема да ви се допадне, да ми се допадне нешто друго. Имаат тортилји, имаат еден куп убави работи кои што знаменитоста таму, така да се останува на вас. И јас само да ве потсетам дека имаме Facebook страна, прекрасна Facebook страна, до сега имаме 32.000 фанови кои што не поддржувачи, пријатели фанови. Јас ги поздравувам сите и бидете дел, кликнете лайк, бидете дел од нашето големо семејство на Шопска шоу со Томче. И се разбира, имаме ист таков канал на YouTube, Шопска шоу со Томче, имаме на Instagram исто таков канал, снимаме страна, Шопска шоу со Томче, каде што ги ставаме сите оние што се кратки видеа, што ги постираме, каде што ги ставаме сите оние видеа кои што се поминати од сите репортажи до сега што сме ги направиле, односно видеоматеријали каде што сме се гоштевале, дали било доручек, дали било ручек, седно, и сето тоа го има на нашиот YouTube канал. А вие што можете да направите? Вие можете да го очекувате ова издание, денешното издание, значи во ден на сабота, 11 април, да го очекувате да биде, како да ви кажам, во 12:40 најдоцна пуштено веќе јавно, за да може да го споделувате со вашите пријатели, пријателки и поблиското и поширокото семејство, и се разбира со вашите блиски, за да може да го видат и они како испаднало и каде сме поминали, како предлог да му дадеме. Така. А сите оние кои што сакаат да дознаат каде сме утре, нашата гастрономска авантура каде ќе донесе утре, за тоа, мили драги мои, ќе треба да почекате до утре, значи терминот е 10 часот, Канал 5 телевизија, фреквенцијата добро ви е позната, а што има тамо? Има едно прекрасно, мало, убаво шоу, а шоуто е посветено на сето она што има вкус. А ако се запрашате каде вкусот има шоу, па во Шопска шоу со Томче, били драги мои, на ниедно друго место. Се гледам утре, сега за сега толку. Поздравам. Чао.